Почитувам господине Ацо Колевски, почитувани колеги и колешки, пратенички. Намерно одлучив да се фокусирам на извештајот кој што ни го достави за годишниот извештај за 2019 година за работата на Советот за јавни обвинители, а не директно на господинот Јовевски во однос на раководењето со основното јавно обвинителство и улогата на јавните обвинителства генерално во Република Македонија, бидејќи мислам дека едното со другото е поврзано и секако и господинот Јовевски, кој видно напуштен не е повеќе со нас во салата, е дел од Советот за јавни обвинители, така што сите оние точки кои ќе ги издвојам денеска, бидејќи сметам дека се важни и треба како јавност да бидат артикулирани со јавноста, ги допираат двете имено истородни институции. Сакам да ви се заблагодарам, господине Колевски, за вашата истрајност. Вие бевте присутени предходните денови, трпеливо го чекавте редот да го изложите извештајот и во тој дел ми се допаѓа таа германска дисциплина која што ја покажавте и која многу говори за вас лично како човек, така што овде кога ќе говорам генерално за фелата јавни обвинители во Република Македонија, а нема да ве тоа да ве таргетира директно вас. Антуан де Сент-Екзюпери ке рече: во реалноста се е сосема поинакво отколку во реалноста. Оттаму, осврнувајќи се на приложениот годишен извештај за работата на Советот за јавни обвинители, недвојбено морам да укажам дека пред нас имаме еден материјал кој ни приближно не одразува реалната состојба во правосудниот систем на Република Македонија, а како што веќе кажав, чиј мощна важен сегмент е токму Советот за јавни или на јавни обвинители. Зошто го говорам ова? Ако го погледнеме само индексот за перцепција на корупцијата од Transparency International, ќе видиме, тоа го кажа и моите колеги предходно, ние сме како држава рангирани на 111-тото место со дури 35 бодови. На скалата тоа значи дека сме многу близко или одиме зад најкорумпираните земји во светот, како што се една Сирија, Сомалија и Јужен Судан. Ова тапкање во место ни говори дека во Република Македонија по промената на власта во 2017 година нема ни П од така најавуваната правда, а како се одвиваат холивудските сценарија, токму во редовите на правосудството и на каков сервилен начин се штити криминал, принципот на селективната правда и кренатата владина слушалка на црвениот телефон, сите сме запознаени дека стана дефинитивно утврдено правило и пракса, па затоа и не треба да не чуди зошто македонските граѓани немаат воопшто никаква доверба во институциите на системот. Од тие причини и покрај очигледните прекршувања на Уставот и на законите, со политички монтираните случаи, политичкиот прогон кој што власта е во спрега со очигледниот двоец Јовевски-Русковска, ние денес треба да расправаме за една фактичка состојба која, како што веќе реков и предходно, ни приближно не ја одразува реалноста во обвинителската фела. Од каде да започнеме? Дали од сервилноста кон нарачките од врвот на владеачката СДСМ и нејзиниот коалицијски партнер ДУИ, или од непотизмот и партискиот клуч со кој се стекнува правото за вработување во обвинителствата, а околу стручноста и сработеното во однос на политички конструираните случаи, дефинитивно станавме конкуренти и на холивудските сценаристи кои од 2014 година се во официјален штрајк и нема воопшто да ме зачуди ако газдите на овие студија од Лос Анџелес не им понудат на нашиве обвинители да дојдат кај нив за да им ги пишуваат сценаријата за психолошките крими трилери. Болна е и страшна е реалноста и за жал и за срам, би рекла, сме сведоци за тоа, дека не постои ни малку разбирање за улогата и за значењето кое некогаш ја имаше правната професија, зашто тука, почитувани, не носат вода празните зборови, бројки,
колку отворени процеси, колку силно тоа било заложбата, енергијата и така натаму. Туку овде е секако доведена во суштина, самата суштина на правото, кое треба да носи силна нитка на правичност, правда, која овде кај нас дефинитивно, стенам лично, убедена сум, дека недостасува. Ајде малку да се осврнеме и на носечката премиса која доминира во извештајот. Имено, наместо темелно образложение за тоа зошто не се покренати дисциплинските постапки, ниту пак е наведено колку всушност вакви постапки се воопшто покренати, главниот фокус го ставивте на вработувањата. Значи, болката е, ке ми простите вака, децата и внуците, зетовците и снаите да се инсталираат во обвинителскиот систем и исто како во полицијата и овде да си продолжи традицијата на генерации, додека она што е клучно, почитувани, а тоа е да ве потсетам, контролата над работата на јавните обвинителства е занемарено и е комплетно маргинализирано. Во Законот за јавно обвинителство, во Законот за Советот за јавни обвинители, како и во правилниците за одговорност на јавните обвинители, се уредени дисциплинските постапки и условите за дисциплинските повреди и постапки. Ние гледаме во извештајот дека Советот ни нагласува дека воочиле сторени пропусти, а и не можеле да се окријат, дека најголемиот број на преставки се однесуваат токму на работата на јавните обвинители, заради наводно непостапување по поднесени кривични пријави од нивна страна, како и за тоа дека не добивале подолг временски период известувања, што говори за пропуст во детали во поднесениот извештај, во кој, иако ќе речам навеле, сепак не се одважиле таксативно и транспарентно да објаснат дали воопшто покренале било какви дисциплински постапки и ако покренале, за кој случај и за кој обвинителства овде станува збор. Тоа и за нас, како народни представници, но пред се и за македонските граѓани, останува како една голема енигма за која одговор никако да добиеме. Би сакала тука и да истакнам особено важната улога на скандалозните методи со кои се занимава до запрепастување севкупната македонска јавност. Останавме без одговор околу писмото на Катица Јанева, не можам да не споменам, кој господинот Јовевски никако да ни го покаже и да ни објасни што точно пишуваше во истото при трансферот. Помниме сите како оваа обвинителка беше глорифицирана на ниво на реинкарниран Елиот Нес и како истата, како истумбана во дол, требаше, кога дојде моментот да се устоличи господјата Вилма Русковска, да не заборавиме исто така дека во моментов во македонските зандани лежат луѓе со драконски изречени казни за дело кое никогаш не го сториле. Во Република Македонија лежат невини луѓе во затвор и во исто време трае судски процес на други луѓе на кои исто така им го ставија на терет познатиот озлогласен член тероризам против уставниот поредок од луѓе кои го расстроија уставниот поредок. И на тие луѓе, и за тие луѓе, без почитување на презумпцијата на невиност, им се стави на товар второто најтешко обвинение според кривичниот закон и никој во Советот за јавни обвинители ниту еднаш не се запраша за улогата и поврзаноста на господјата Русковска во врска со овие дејанија. Пред очи го видовме нејзиното зацементирање, како што веќе реков, на обвинителската позиција, додека во исто време, да не заборавиме и нема да заборавиме, нејзината колешка Кацарска безбедно ја наградија со 9 годишен мандат во Уставниот суд. Толку од независноста на правосудниот систем. Сега јас би сакала јавно да запрашам. Како да гледаме на сето тоа? Оти овде поговорката на ведната глава сабија не ја сече, говори всушност за непрофесионализам, за клиентелизам и за огромна несигурност во фелата, чим сте дозволиле овие црни дупки да останат без мониторинг и без реакција.
Ајде понатаму. Што стана со истрагата околу аферата Рекет? Дали Советот за јавни обвинители не најде за сходно, за важно, да ги испита за кулисните игри на оваа мега афера и дали сте убедени дека правдата е обезбедена со пресудите за Јанева и за Јовановски? Дали Советот некогаш имал намера да расправа околу етичкиот кодекс и околу улогата во ургирањето и навигирањето на обвинителските предмети од страна на инсталираната неуставна судика Добрила Кацарска? Дали за нашите судско-обвинителски спреги со власта не е доволно што се прочувме и по странски медиуми и дали, прашувам, дали постои свеста за степенот за перцепцијата со која не следат од Европската комисија, но пред се, како гледаат на вас македонските граѓани? Моето укажување, за кое замолувам сериозно да го земете во предвид, е дека од досегашните резултати ни оддалеку не ги одразивте елементите кои треба да осигураат просперитет и еднаквост за македонските граѓани и со тоа носите одговорност и директно учествувате во се поизразената нееднаквост со која продуцирате конфликти во општеството и овозможувате на власта се повеќе да ја зголемува репресијата и да си ги спроведува своите агенди кои се прашање почитувани на личен теснопартиски интерес, а не општонародни, и во духот на начелата врз кои што се темели правосудниот систем на Република Македонија. За крај од ова моје излагање, би сакала да ми дозволите да ја споделам со вас мислата од големиот Волтер. Оти и вие, господине Колевски, како и јас, и како и почитуваните колешки и колеги од нашата правната фела, знаеме дека сме обични механичари доколку не ја носиме филозофијата на правото во самата наша срж, во нашето битие. Оттаму, дозволете да цитирам. Волтер еднаш ке каже: кој не ја сака слободата и вистината, може да стане мокен човек, но голем никогаш. Живееме во време на големи турбуленции, господине Колевски. Во такво време, секогаш зад кулисите се заскриваат ужасни злосторства. Токму затоа вашата одговорност е огромна и вашата етика е необходна, доколку сакате да не разуверите, и ве охрабрувам да дадете отпор на сите притисоци од власта, на сите притисоци од криминалното подземје. Ревидирајте и преиспитувајте, Македонските граѓани го очекуваат тоа од вас. Ви благодарам за вниманието.